Неизвестно е како ќе ја поминат зимската сезона училиштата во југоистокот. Голем дел од оние кои што се греат на дрва, особено во помалите населени места, немаат се уште набавено огрев, а не и мал бројот и на оние што не ги подмириле сметките за минатата грејна сезона. Со долгови, но и со нови цени на огревното дрво, нафтата и гасот се јавува голем предизвик за реализирање на наставата оваа зима. Градоначалникот на општина Струмица вели дека одлуката за тоа како ќе се одвива наставата ќе треба да ја донесе Министерството за образование. Во однос на таа политика, тоа е надлежност на Министерството за образование и наука. Нормално дека како градоначалник постојано ги следиме трендовите на зголемување на цените и се алармантни. Гледаме дека цената на струјата веќе се приближува кон 1000 евра по мегават час. Гледаме дека Струмица е погодена и од друга страна, тоа е преку гасификацијата со енормното зголемување на цената на гасот. Нормално таа руската агресија кон Украина си го прави своето и си го зема својот данок да некои прогнози велат дека цената на гасот ќе биде до 5000 евра на берза. Тоа значи во најлоша варијанта, се надеваме дека нема да дојде до тоа, но цената овде во Струмица која што би ја фактурирале би било негде 450 денари по кубик. Дека ситуацијата не е лесна се согласува и градоначалникот на Новосело Божинов, но тој апелира да се направат други рестрикции и штедења, а образовниот процес да не трпи, затоа што ќе се одрази и на менталното здравје на децата и на квалитетот на образованието што ќе го добијат. Ризикуваме да во иднина образованието кое ќе се одвива во тие така наречени онлайн настави не биде доволно квалитетно и да немаме продуцирано доволно квалитетен кадар. Јас се залагам и секогаш ќе бидам на страната на учителството да продолжи со физичка настава, затоа што на тој начин и самиот карактер на еден млад индивидуалец, на млада личност, преку директната комуникација со неговиот воспитувач, наставник, учител, сметам дека ќе придонесе за таа личност да се изгради. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари предложи годинава да има хибриден начин на настава, со тоа што учениците ќе одат на училиште до почетокот на грејната сезона, а зимските месеци училиштата да работат онлайн. Министерот за образование пак вчера потенцираше дека останува наставот за настава со физичко присуство, затоа што образованието е приоритет, како што е и здравството.